Повеќе од еден век постојано се принесуваат молитви. Непрекинато се принесуваат молитви во ова окружение. Значи, оваа црква е од крајот на 19 век ваква, како што ја гледате, и од тогаш до сега непрекинато ги пива молитвите на благочестивите христијани. Значи, затоа братството тука се одлучи некако да придонесе за прославата на Бога, која се случува со повикот што, да речеме, предпоставуваме дека Господ го прави преку она што се случува преку овој феномен тука, а исто така прослава и преку вашето присуство и преку вашите молитви. Велик ден, инаку навистина секогаш е голем ден. Знаете, централен настан на христијанството православно, избор и исто така и увер во истата на христијанството. Но особено ова година, еве гледате, чествувањата на Велик ден, почитувањето на Воскресението започнува во Македонија, најрано, може би од сите места во православниот свет, со ваква масовна стука во оваа црква. Значи, ова е еден вистински од страдален, еден вистински од што се случува во Ерусалим пред 2000 години и на кој оваа недела од светници па навака се сеќаваме. Морам да ви кажам, сигурно многу од вас се збунети околу ова што се случува. Ние, како верници, како верни луѓе кои веруваат во Бога, го следиме тоа што апостолот Павле на едно место ќе го каже, дека ние преку верата познаваме. Знаете, ние до знаењето како верници пред се стигаме преку верата, не преку сомнежот и неверијот. Затоа ние воздржани сме до некаде во однос на ова што се случува, но не можеме да не го забележиме и не е можно да не се сетиме на илјадниците случаи на преку кој Господ на чудесен начин го посетувал својот народ. Од таму, сега смирено, сега за сега само интимно, го почитуваме Светиот Димитри и Бога преку него, преку ова што се случува и бидејќи немаме доволно докази, пазете, немаме доволно докази да не веруваме, ние веруваме дека ова што се случува е од Бога послушно. Е сега. Значи, нашата вера не треба никако да се задржува на надворешност. Значи, видите, ако Господ на овој начин не посетува, Господ во тој случај има порака. Неговата порака не се разликува од пораката која секоја година ја испраќа преку својата црква во својот свет. Дека за секој човек постои лично, има лична потреба од воскресение. Значи, треба стариот човек да се процени, да му се даде правата вредност и да му се даде простор на новиот човек во човек. Значи, повикувањето кон новиот човек е постојана проповед на Бога, низ устите на пророците, на апостолите, на светителите, на црквата во сите времиња, исто на објавите што доаѓаат од името на нашиот архиепископ секоја година за Велик ден и на целиот свет синод. Значи, повикот е истиот, да се доближиме кон вистината, што е можно по-близко да дојдеме до вистината, за вистината да не ослободи и да не доведе до тајната на новиот човек. Нека ви е честито
честита оваа молитва. Утре исто така, бидејќи сметаме дека пак е соодветно, во 5 часот ќе почнеме со оваа служба која ќе го вклучи акатистот на светиот великомаченик Димитри, кој што слушнавте, за тие што не знаат, е поврзан со градот Солун и не само што е поврзан, туку и моштите негови се наоѓаат таму, а оваа црква од секогаш еве со векови тука стои, дури во времето кога биле пожарите предизвикани од австро-унгарските војски, оваа црква останува нечепната. Оваа црква е еден од темелите на културата и на мистиката и на светињите во Македонија, а особено во Скопје. И затоа ми е многу драго што ве гледам во Волтав број како учествувате во молитвата и така нека остане. Нека ви е честито, многу години.